Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови. Какви вери има и дали сите имаат моќ за спасение? Која е вистинската вера која спасува? Како прво и основно, има интелектуална вера. Што значи тоа интелектуална вера? Тоа е само согласност со историските факти за Исус Христос, без одговорност пред Него. Тоа значи следново. Ваквите луѓе не сакаат да се спорат со историските факти запишани во Библијата, бидејќи се што е запишано им изгледа логично и прифатливо, зошто да не. Затоа нивниот ум и разум тоа го прифаќа како вистина и немаат проблем понекогаш дури и да го убедуваат некого за Божјото постоење, па дури ја бранат нивната интелектуална вера. Но, проблемот кај таквите луѓе е тоа што не си го предаваат животот на Бог и не сакаат да му бидат одговорни за нивниот живот. Едноставно речено, таквите луѓе лесно ми е да веруваат во Бог само со нивниот ум, но да живеат како што си сакаат, исполнувајќи ги желбите на телото. Апостол Павле таквите ги опишува како луѓе кои откако се увериле преку созданијата и совеста дека Бог постои, тие наместо да му се заблагодарат и да му се поклонат, се предадоа целосно на телесниот живот. Како второ, има вера со предпоставка. Каква е таа вера со предпоставка? Дека всушност има некоја сила, но нема некои видливи манифестации за неговото постоење и цврсти докази дека Бог постои. Таквата вера или таквите верници не сакаат да признаат дека постои битие наречено Бог. Тие не би сакале да поверуваат дека Бог е личност и дека има разум, емоции, интелект, но и дека дури и се грижи за неговите созданија, како што е напишено во Библијата дека Бог се грижи за сите негови созданија, па дури и за животните. Таквите луѓе се прикажуваат како истражувачи на вистината. Според нив, светот, вселената и се што е создадено се премногу големи и Бог, кој го проповедаат христијаните, никаде го нема. Затоа велат дека не би можеле да веруваат слепо и дека само се согласуваат оти постои само некоја виша непозната сила. Непозната ниту за нив, ниту за христијаните, иако тие веруваат во Бог. Но тоа не е оној Бог како што го прикажуваат христијаните, дека има љубов и се грижи за луѓето. Тие луѓе колку и да има докази, тие би ги успорувале, бидејќи за нив доказ би било кога би можеле да го видат Бог. Но бидејќи не го гледаат и нема вакви појави, тие не се убедени дека тоа е Бог кој има личност и кој се откри во личноста на Исус Христос. Како трето, има вера само за утеха и помош. Тоа е религиозна вера, според природната потреба на човекот и зависноста од поголемо битие над нив. Ваквата вера можеме да ја дефинираме како вера која е секогаш присутна кога човекот има потреба од Бог. Животот на земјата има своји потешкоти, според нив. Има болести, страдања, секакви страдања. И во таквите моменти човекот се чувствува немоќен и слаб да се бори против тоа. И затоа прибегнува и бара помош од Бог. Во нивниот ум тој Бог не е можеби познат како што го сваќаат вистинските верници, но добро знаат дека ако му се молат и бараат помош од Него, можат дури и да ја добијат, бидејќи не се против Бог, туку напротив, секогаш кога имаат потреба, тие му се молат и го бараат. Но во што е проблемот? Проблемот кај таквите луѓе е во тоа што? Тие Бог го сваќаат само како некоја патерица, помошник, наслонување во тешкотиите. Кога им оди добро и кога немаат проблеми, живеат како Бог да не постои. Тие тогаш не му се молат, не го бараат и се едно им е дали постои или не. Дали Бог со таквата вера е задоволен? Сигурно не. Како четврто,
Има некои што велат дека веруваат само во самите себе, без проширување на своите можности, дека има надприродно битие. Таквите луѓе или таквата вера во суштина не е вера, но и тие веруваат во нешто, во самите себе. Мнозина велат, верувам само во тоа што го гледаат моите очи, моите две очи. Друго ништо не ме интересира. Тие не би сакале да се впуштаат во нешто што е вон нивните сетила или вон нивниот видик. Се прикажуваат како логичари и дека тоа што не го видели со очите не би можеле да му се посветат или да разговарат за тоа, а камоли да го прифатат како вистина или верување. Со друг збор, тие се еден вид атеисти. Можеби не директни богоборци, но не би сакали да бидат верници кои не го виделе Бог со своји очи. Вистинската вера во Исус Христос е посебно Божјо откровение преку Светиот Дух и напишаниот збор Библијата. Тоа е вера или таквите верници кои веруваат во Исус Христос се верници кои си го имаат предадено нивниот живот на Бог. Тие имаат духовно откровение преку Светиот Дух, дека Бог постои и нивната вера е втемелена на севкупното библиско откровение. Тие веруваат дека се што е кажано и напишано во Библијата е вистина и се трудат да живеат во согласност со напишаното. Знаат дека се одговорни пред Бог и имаат стравопочит да грешат против Бог. Тие се убедени во Божјото постоење врз основа на напишаниот збор Библијата и се зацврстени во верата. Бидејќи разумот и сите нивни сетила се осведочени преку Духот дека Бог постои и веруваат дека по смртта ќе бидат наградени за нивното верување. Сега од сите тие нешта, интелектуална вера, вера во самиот себе, вера за утеха, за помош само, гледаме дека тоа не е исправно. Но што значи вистинска вера, буквално да се биде вистински христијанин? Дефиницијата за ова прашање би било ова. Тоа е личност која исповедува и верува во Исус. Или вера втемелена на Христовото учење. Тоа е добра основа да одговориме на прашањето што значи да се биде христијанин и вистински верник. Зборот христијанин во Новиот Завет е употребен само 3 пати. Во Дела на апостолите 11 глава, 26 глава и 1 Петрово писмо 4 глава 16 стих. Тие што го следеле Исус за прв пат биле наречени христијани во градот Антиохија. Така ги нарекле бидејќи нивниот начин на однесување, зборување, проповеди и активност бил во сообразност со она што го објави Христос. Зборот христијанин буквално значи припадник на Христос. Од зборот Христос, христијани. Тој што целосно му се посветил на неговото учење. Но за жал почитувани во текот на историјата, зборот христијанин или христијани во голем дел го изгуби своето правобитно значење. И често пати се користи од некој кој е само религиозен или има изградено своји лични морални вредности, кој во севкупниот живот не го одразува христијанството како што го објави Исус. И има мнозина кои не му се воопшто посветени и предадени на Исус, а сепак во својата религиозна определба тие се изјаснуваат дека се христијани, па дури и се спремни да војуваат за христијанството, бранејќи го од туѓи нехристијански религии. Така се изјаснуваат бидејќи одат во христијански храмови и живеат во народ кој што се декларира за христијански. Но, да се знае, одење во храм или црква никого не го прави вистински христијанин или вистински верник, ниту пак го прави да биде добар во моралот и етиката. Да се биде формално член на христијанството и да се прават надворешни дела засновани од човечки фактор, никого не го прави Христов следбеник. Библијата учи дека добрите дела не се прифатливи за Бог како средство за спасение. Апостол Павле за оваа нешто во Тит, 3 глава 5 стих, ќе каже:
Не спаси не врз основа на праведните дела што ги направивме ние, туку по својата милост, преку капењето на наново раѓањето и обновата на Светиот Дух. Да се биде христијанин значи да се роди некој од озгора, од небото, од Светиот Дух. Од самиот Бог преку Светиот Дух. Како што Исус му рече на Никодим, ако некој не се роди од вода и дух, не може да го види Божјото царство или не може да влезе во Божјото царство. Откако ќе стане нова личност, тој полага сета своја доверба во Исус и живее во согласност со неговото учење. Павле во тој поглед јасно го дефинирал спасението велејќи: по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божи дар. За ова нешто можете да си прочитате во Ефесјаните, 2 глава, 8 стих. Почитувани, вистинскиот верник или христијанин е човек кој ја ставил својата доверба во личноста и делото на Исус Христос, вклучувајќи ја неговата смрт на крстот, платата и откупот за нашите греови на крстот, како и неговото воскресение на третиот ден по неговата смрт. Апостол Јован за таквите христијани вели дека се овластени и имаат Божи печат на спасение. Еве што вели: а на сите што го примија, на тие што веруваат во неговото име, им даде право, или во друг превод власт, овластување, да станат Божи деца, кои се родија не од крв, не од волја на човек, не од поход човечка, туку од Бог. А како препознатливост и обележие дека некој е христијанин и вистински верник е љубовта и послушноста кон неговиот објавен Божи збор. Почитувани, вистинскиот верник или вистинската вера, тој што верува вистински, е Божјо дете и е дел од севкупното Божјо семејство, имајќи целосно нов живот во Исус Христос, нашиот Господ, онака како што Павле рече: кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Дали ти си донел одлука за да бидеш вистински верник, следбеник на Исус? Ако не си ја донел, денес е погоден ден за одлука, зашто тоа ќе ти биде вечен капитал, што не може никој да ти го одземе, и тоа вечен живот, тоа не може никој да ти го одземе. Зашто во Јован, 3 глава, 16 стих е запишано: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. На Бог нека му е слава во сите векови. Амин.